Демонстранти во главниот град на Аризона во неделата протестираа против минато неделната одлука на Врховниот суд на оваа сојузна држава, со која се дозволи закон од 1800-тите години со кој се блокираат речиси сите абортуси. Подпредседателката Камала Харис им рече на жителите на Аризона дека правото на абортус е борба за слободите. In America, freedom is not to be given. Во Америка слободата не се дава. Не треба да се доделува. Тоа е наше право. Тоа значи и слобода да се носат одлуки за сопственото тело, а не владата да им кажува на луѓето што да прават. Американските сојузни држави имаат право да донесуваат своји закони за абортус, откако со одлука на Врховниот суд во 2022 година беше ставен крај на уставното право на абортус предвидено со пресудата Роу против Вејд од 1973 година. Доналд Трамп назначи тројца од 6 судии кои ја донесоа одлуката во 2022 година и вели дека со правата што тој им помогнал на сојузните држави да ги имаат, забраната за абортус на национално ниво не била неопходна. Бидејќи повеќе не ни треба затоа што го укинавме Роу против Вејд, направивме нешто што никој не мислеше дека е можно, ја вративме оваа одлука на сојузните држави. Тие работат многу брилијантно, во некои случаи конзервативно, во некои случаи не, но тие работат и функционираат како што треба. Кампањата на Бајден вели дека бидејќи Трамп ја поништил федералната заштита на абортусот, на негова одговорност се, цитирам, страдањето и хаосот што се случуваат во моментов, вклучително и во Аризона. And now, because of Donald Trump, И сега, поради Доналд Трамп, повеќе од 20 сојузни држави во нашата нација имаат забрани. Сега, поради Доналд Трамп, секоја трета жена во репродуктивна возраст во нашата земја живее во држава во која има забрана на Трамп за абортус. Додека Трамп вели дека поконзервативните сојузни држави треба да имаат слобода да донесуваат поконзервативни закони. Тој им рече на новинарите дека пресудата од Аризона, која нема исклучоци за силување или инцест, оди предалеку. Имате многу убава хармонија, да бидам искрен. Имате и некои случаи како Аризона, кој се врати во 1864 или нешто слично, но тоа ќе биде променето од владата. Тие ќе го променат тоа. Не се согласувам со тоа. Харис вели дека она што се случува во Аризона е дел од она што таа го нарекува целосен напад на Трамп врз репродуктивните слободи. so here's what a second Trump term looks like. Значи, еве како ќе изгледа вториот мандат на Трамп. Повеќе забрани, повеќе страдања и помалку слобода. Исто како што направи во Аризона. Тој во основа сака да ја врати Америка назад во 1800-тите, но нема да дозволиме тоа да се случи. Кампањата на Бајден се надева дека прашањето за правото на абортус на гласачкото ливче во ноември во Аризона ќе им помогне да ја освојат оваа важна сојузна држава, како што слични иницијативи за гласање во Канзас и Охајо во изминативе 2 години беа причина за пораст на републиканците. Трамп се чини дека ја призна изборната ранливост во однос на абортусот, велејќи им на поддржувачите: морате да го следите своето срце за ова прашање, но запамтете, мора да победите и на избори.